Кажете ни прво воопшто за одгледувањето јаболка во Тетовскиот регион. Колку е застапено, со кои проблеми се соочуваат овоштарите? Полок и Тетовскиот регион имаат добри почвено-климатски услови за одгледување на јаболка. Тоа може да се покаже со минатиот период кога тука имаше земјоделски индустријски комбинат кој што претежно се бавеше со одгледување на јаболката. Но со да не речеме губењето на претходната држава, истовремено со транзицијата се дојде до растурање на овие комбинати, така и земјоделскиот индустријски комбинат, да не речеме пропадна, едноставно се приватизира и од тој период наваму со таа транзиција драстично се намали производството на јаболка во Тетовско. Истото тоа се случува и со приватниот сектор. Во Тетовско јаболкото во периодот пред транзицијата беше отприлика застапено на едно 360 хектари, но со пописот од 2007 година околу 200 хектари е под овошти насади на јаболка и во овој поблизу период и понатака иде трендот на намалување на површините под јаболка. Со кои проблеми се соочуваат овоштарите? Зошто е трендот таков? Ова се случува од причина што со губењето на оние пазари што беа во бивша Југославија, тоа се државите сега, а порано Република во Југославија, кои што најповеќе ги земаја јаболката од Тетовско, во моментот не можат така тие пазари да се снабдат со нашето тетовско јаболко, нема пласман, а истовремено тука во Тетовско нема откупни центри, нема сместувачки капацитети, односно ладилници кои што ќе можат да ги сместат јаболката, затоа што јаболкото како култура може да добие во цена кога ќе дојде оние пролетни времена март, април, мај, а за да се може тогаш да се пласира, треба да се чува некаде, а тој проблем, пошто тука го имаат овоштарите, не можат да го складираат овој производ, тие се принудени да го продаваат јаболкото на откупци, прекупци, кои што им даваат многу ниски цени, така да тие цени не ги покриваат ни основните трошкови за производство. И тука е оној основен проблем, а се разбира дека производството секој пат е наменето за приноси кои што ќе добијат профит. И во тој случај овоштарите не можат да си ги покриват трошковите и затоа се определуваат да го намалат производството на јаболка. Кои сорти најмногу се одгледуваат во Полошка? Во Полошка најмногу се одгледува сортата Ајдарет, а потоа златен делишес, црвен делишес, Јонаголд, Грени Спид. Во последно време мало нешто се произведуваат и Муцо, Фуджи и некои други нови сорти, но многу мало и тоа може да се каже се одредени примери кај одредени овоштари кои што на некој начин сакаат да се префрлат во интензивно производство на овоштарство, затоа што инако овоштарството, поготово јаболката, е трудоинтензивна култура која што бара доста трошкови, но истовремено и доста може приноси да даде и приходи доколку се употребат новите технологии на производство на јаболка со нови насади, со интензивно производство, но за тоа треба одредени средства. Овде овоштарите се слабо со средства обезбедени. Тетовско јаболко како тетовско може да се најде во повеќе, има синоними за тоа јаболко. Има, например, кандиле, може да се чуе како назив, може да се чуе како демирка. Има повеќе бело кандиле, но тоа е автоктона сорта, значи потекнува од Тетово. Тоа е бујна сорта која што има доста квалитетен плод, кој што плод е сочен. Го има ли застапено сега тетовското јаболко? Тетовското јаболко како автоктоно е многу ретко сега може да се најдат поединечни стебла тука во дворовите, во одредени, да речеме, села.
А инако како сорта доста застапена и во околните држави. Може да се најде, значи е раширена и во Србија, во Албанија, Бугарија, Но Косово. овоштарници со тетовско јаболко не. Овоштарниците поради тоа што се тоа бујни стебла и не се исплатува да се такви овоштарници подигаат, но како автоктона сорта и традиционална би требало да се заштити, а тоа е по наше мислење државата да ги субвенционира за да на некој начин и тие што ги има не пропаднат, туку да некаде се засадат и нови такви овошни дрва со субвенција на број на стебла, а не на површина како што сега се субвенционира јаболкото.